Добро вечер. Локализиран е пожарот во Валандовско, кој во текот на целиот ден гореше на непристапен терен кај местноста Пиринчешма. Градоначалникот на Валандово, Ѓоко Камча, вели дека огнот е ставен под контрола благодарение на брзата реакција на сите служби и на вклучувањето на ир-тракторите на Дирекцијата за заштита и спасување. Денес во текот на денот изби пожар на непристапен дел помеѓу на места Собри и Дедели во општина Валандово. Има брза реакција припадниците на територијалната противпожарна единица од Валандово, како и припадници на Македонски шуми и ловното друштво Орел од Валандово, со 7 или 8 налети на ер-тракторите на Дирекцијата за заштита и спасување да биде целосно локализиран пожарот на Пиринчешма. Ако не се реагираше навреме, навистина ќе ни предстоеше битка повеќе дневна да се справиме со огнените јазици, кои што беа, како што кажав и на почетокот, на многу непристапен терен. Неколку дена пред крајниот рок среда, нема сигнали дека партиите ќе изградат консензус за изборниот законник. Од СДСМ, кој го проблематизира гласањето на диаспората по електронски пат или по пошта, предлагаат експертска работна група за ова прашање. Премиерот Мицкоски реплицира дека искуствата покажале од формирањето комисии не дава резултати. Повторно ја повика опозицијата да се усогласи со изборниот законник, а како влада ќе прифатат секаков текст во кој на иселениците ќе им биде даден поедноставен начин на гласање. Повторно апелирам на одговорност, на зрелост од страна на опозицијата. Предлогот е на маса. Ние како владина коалиција сме усогласени и велиме дајте луѓе, усогласете се, направете текст, ангажирайте експерти, нека ви состават текст, дајте ни го да го поддржиме. Моето искуство и во животот и во политиката вели дека ако сакате некоја работа да не се заврши, тогаш формирајте група или комисија и тогаш работата сигурно нема да добие онаков тек како што треба да добие. Предпоставувам таа е целта на СДСМ. А ако го тргнат членот, во кој што се менува досегашниот начин на гласање на диаспората и да се согласат, еве дека се формира работна група, која што доколку треба, може да разговара за некој начин соодветен, како поинако би гласала диаспората, да им се олесни на тие луѓе, еве да го дебатираме, па во следниот период нека заклучи некоја експертска работна група, која што ќе анализира примери од други земји, дали е потребно и на кој начин треба да се смени гласањето на диаспората кај нас. Како ќе го контролираме тој принцип, тој механизам? Кај ќе доаѓаат писмата? Дали вие сакате некој наш сограѓанин кој што живее во диаспора да го изложиме на ризик, некој во негово име да прати писмо од некаде? Охридскиот студентски дом Никола Канев ќе биде затворен се до неговата потполна реконструкција. Министерството за образование констатирало лошо менаџирање и натрупани долгови, а неодамна и студентите алармираа за лошите услови во овој студентски дом. Министерката Јановска соопшти дека под клуч одат уште 20 на високообразовни институции, а под лупа се и неколку универзитети. Има временски рокови за тоа и ние ги почитуваме, законот го почитуваме, како ќе поминат роковите за жалба или евентуално ако може нешто да се поправи, така тие што не поправуваат ќе бидат затварани. И тоа постепено се случува. Досега се затворени 18 институти и еден приватен факултет, висока стручна школа. Во процес сме на затварање на уште, не ме фаќајте за збор, ама 5-6 институти сигурно и правиме проверка или мониторинг во најмалку уште 5 универзитети.
52 годишен работник од Куманово загина при изведување градежни работи на објект во изградба во скопската населба Газибаба, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според информациите од МВР, несреќата била пријавена вчера попладне на 10 јули околу 14 часот и 5 минути, кога тој паднал од височина додека работел на градилиштето. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт на самото место на настанот. Според Сдруженијето за заштита при работа, лани во земјава загинале 31 работник, што е речиси двојно повеќе во однос на 2024-та, кога биле регистрирани 17 жртви. Платформата Ски Македонија предупредува дека наводно е забележана мечка, поради што апелира до посетителите да бидат внимателни при движењето низ шумските патеки. Според објавените информации, мечката е забележана над Нерези во близина на селото Горно Крушопек, а информацијата брзо се прошири и меѓу планинарските друштва. Според нив, животното се движи по рутата Јасен Матка Нерези. За сега не биле пријавени напади или други инциденти, но сепак велат присуството на мечка во овој дел од водно е доволна причина посетителите да бидат внимателни. Ова беше последна информација во вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатна вечер.